денес сум повикан во ОЈО на ден кој е од големо значење за мене, мој имен ден, на голем христијански празник Петровден, со што се загрозени директно моите човекови права и слободи на верска основа. Спречен сум да присуствувам на утринска литургија на Петровден, бидејќи морам по бугарско барање во ОЈО да објаснувам зашто објавувам историски документи од македонската историја, автентични, кои не се благопријатни за бугарската пропаганда во земјава и генерално во светот. Она кое е за мене побитно денес да го назначам пред македонската јавност не е проблемот Петар Богоевски, обвиненијата кон Петар или кој некој друг политичар, и покрај тоа што тоа е политичка цензура и обид за замолчување на опозицијата. Поголем проблем е што оваа пракса може да се воспостави во земјата, задутре да се воспостави цензура врз научниците, врз историчарите, врз новинарите, кои ќе се обидуваат да објавуваат такви документи, врз ентузијасти кои работат во областа на македонско-бугарските односи, особено историјата. И на тој начин ќе дојдеме во ситуација Македонија да цензурира македонска историска вистина по желби на Бугарија, нешто крајно неприфатливо. Доколку некој е загрозен, зборувам како личност или Бугарија, може да поведат граѓанска постапка против мене за тужба, клевета, навреда и така натака. Меѓутоа, вакво директно вмешување на државата, на Македонија, преку обвинителството, во услови кога царува криминал и корупција, кога секој втор политичар власта станува преку ноќ милионер, кога се крадат стотици милиони евра од граѓаните, власта и ОЈО се занимаваат со цензура врз опозицијата и се занимаваат со објава на историски документи. Мислам дека е крајно вулгарно и неприфатливо поведение кое мора подитно да прекине во интерес на развој на демократијата и слободата на говор во земјава. Ова е де факто некој начин за живување на оние членови од комунизмот кога имавме вербален деликт. Фактички ние имаме денеска случај кога ОЈО поведува постапка или ме кани да објаснувам за вербален деликт.